Ви посакувам добре дојде и ова неделно утро на сите вас кои во моментов се наоѓате пред вашите ТВ екрани и со нетрпение очекувате да започне новото издание на емисијата Урбан Блок, што ни овој пат подготвивме за во следните 30 на минути. Дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок зборуваме на тема замор, автоимуни болести и хиперсензитивност. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Заморот е состојба која што за жал се почесто се среќава помеѓу луѓето. А како можете барем да го намалите? Ви откриваме во следните неколку минути низ едукативен разговор со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Заморот е минлива психофизичка состојба на послабо функционирање на организмот, кој е последица на долго и напорно работење. На надворешен објективен план, заморот се манифестира како опаѓање на квалитетот на работната способност, појавување на нецелосни и некоординирани движења при работењето и така натаму. На внатрешен субјективен план се изразува со чувство на нерасположение, замор, болка, исцрпеност, раздразливост, а се манифестира и како безволност и недостаток на интересирање за работа. Во продолжение ние со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика зборуваме на тема замор. Заморни се чувствуваме пред се, ако е наутро, тогаш се чувствуваме заморни од несоодветен сон. Поглед дека сонот има неколку етапи, ние ако не влеземе во невистински длабок сон, може да се разбудиме поуморни него што сме легнале. Второ, современиот живот во кој што повеќе од времето го проведуваме покрај компјутери, мобилни телефони и така натаму, сите тие светлосни реакции предизвикуваат дополнителен замор на мозокот. Вештачката светлина исто така е еден од фактори кои што предизвикува дополнителен замор. През долгите престои во затворени простори, прејадувањето, ние сме екстремно дебела нација, каде што скоро се сведува од еден оброк на друг оброк, сите овие се фактори кои што предизвикуваат замор. Колку е сериозна состојбата со заморот и дека тоа представува болест, може би најдобар податок е тоа што веќе постои една книга каде што се фактички внесени сите медицински диагнози и заморот е официјално признает како болест од меѓународната класификација на болести веќе повеќе од 20 на години. Па идеално би било трајно сите да одиме на некој пуст остров со некоја личност која што би ни одговарала и таму веќе не би чувствувале веројатно замор, тргнати од секојдневните грижи. Меѓутоа, факт е дека тоа е невозможно во условите во кои што живееме, сепак треба да најдеме некаде душевен мир, дали тоа ќе го најдеме во музика, дали ќе го најдеме во полочасовно шетање без било каква причина, секако во солиден сон и така натаму. Традиционалната медицина не познава соодветна терапија, таму се само овие препораки кои што ги наведов предходно, инаку некоја магично апче не постои. Апсолутно физичката работа дури и многу помал замор создава него што е психичката активност, односно умствената работа може некојаш да биде многу поголем извор на замор. Така што реално физичката работа сама по себе може да предизвика болки во зглобови, може да предизвика воспаление на мускули, меѓутоа замор како замор нема. Со оглед дека посебно кога преоѓаме во состојба на хроничен замор, тоа е фактички еден хроничен воспалителен процес кој што постепено ги зафаќа сите органи. Да се заштедиме од хроничен замор во современиот живот нема, и со оглед дека, како што напоменав, традиционалната медицина не ги нуди решенијата, ние овде, без оглед тоа што го викаат алтернативна медицина, јас многу повеќе го сакам терминот дополнителна медицина, значи каде што завршува класичната медицина, тука ние започнуваме. Овде постојат програми со кои што на вистина една од главните причини можеби што се приклучив на овој тим е што на лично искуство видов дека на вистина заморот
со препаративе кои што се нудат овде, а кои што не се класични таблети, него повторно се енергетски потенцијали кои што се даваат на организмот за релативно кратко време и се враќаме во првобитната состојба. Зависно од состојбата, првен се прави скени анализа на целото тело и спрема наодот што ќе го добиеме, стручниот тим кој што постои овде одредува терапевски протокол. А секако дека животните навики дополнително можат да ја влошат или подобрат состојбата, меѓутоа верувајте и кај луѓе кои што се хронично изложени на многу замор, резултативе се навистина за кратко време фантастични. Најверојатно на повеќето од нас честопати им се случува и за најмалата работа да станат премногу осетливи или пак емотивни. Хиперсензитивност, што представува таа и зашто се појавува, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Преосетливите луѓе не се болни, ниту пак патат од некоја психолошка патологија. Сепак, нивниот начин на размислување, па дури и нивните постапки, значително се разликуваат од оние на нормално чувствителните луѓе. Нивната посебна чувствителност беше препознаена и означена уште во 1975 година од американката Елейн Арон. Таа го измисли терминот пречувствителна личност, како и ги опиша заедничките карактеристики на луѓето чие ниво на чувствителност и емпатија беше јасно повисоко од она од остатокот од популацијата. Како да препознаете преосетлива личност? Таквите луѓе обично не можат да опишат по што се разликуваат од другите. Тие немаат очигледни проблеми, а сепак не се чувствуваат среќни. Постојано се чувствуваат слаби, длабоко се погодени од она што другите го нарекуваат ситници и им се чини дека луѓето околу нив не ги разбираат. Врз основа на истражувањата и наблюдувањата спроведени по ова прашање, направен е список на карактеристики на преосетлива личност. Преосетливите луѓе имаат 12 клучни особини. Чувствуваат и сочувствуваат со поголема чувствителност и интензитет од другите. Им е тешко да донесуваат одлуки затоа што треба да вложат многу време и да земат предвид многу варијабли кои другите обично не ги забележуваат. Тие се многу внимателни, се чувствуваат погрешно разбрани, се почувствителни на интензивна бучава и осветлување, а преполните места им пречат. Тие предпочитаат да работат сами отколку во тим, се многу чувствителни на насилство и нивниот праг на болка е обично помал од остатокот на населението. Тие страдаат повеќе од другите затоа што нивната прекумерна емпатија понекогаш ги мами. Предпочитаат индивидуалност отколку тимска работа. Тие се многу чувствителни на критика, која ја доживуваат како напад или презир. Имаат богат внатрешен живот и се многу интуитивни и креативни. Студиите сугерираат дека луѓето најверојатно се родени со оваа особина. Областите на мозокот вклучени во емпатичниот одговор покажуваат посилна активност кај преосетливите луѓе. Исто така, кај нив е забележан поголем проток на крв во областите одговорни за обработка на сетилните информации. Сепак не е занемарливо ниту влијанието на околината, бидејќи постојат средини кои можат да ја зајакнат оваа особина и оние кои можат да помогнат во адаптација на човекот. За да знаете дали сте преосетлива личност, можете да обрнете внимание на одредени карактеристики и модели на однесување. Ако се препознаете во повеќето од нив, веројатно спаѓате во групата пречувствителни луѓе. Тие длабоко ги доживуваат емоциите. Брзо чувствуваат тага, радост, вознемиреност или задоволство, а овие емоции често ги обземаат интензивно. Тие лесно се обземаат од стрес и прекумерна стимулација, па гужвите, силните светла, гласните звуци и хаотичните средини брзо стануваат заморни за нив. Ним им треба повеќе време да се опорават од социјалните интеракции, дури и ако им се допаѓаат луѓето, бидејќи долго време ги истрошува. Нивната емпатија е високо развиена, лесно ги препознаваат тугите емоции, дури и кога тие не се изразени, и често ја превземаат нивната тага и грижа. Тие се склони кон длабока интроспекција, размислуваат многу за своите постапки, чувства и односите со другите. Критиката ја доживуваат лично и интензивно, дури и кога е конструктивна и може да ги повреди повеќе отколку што би сакале. Тешко носат одлуки бидејќи ги анализираат сите можни последици и често се прашуваат дали го направиле вистинскиот избор.
Имаат и силна интуиција и често ги чувствуваат работите пред да можат логично да ги објаснат. Тие се креативни и со задоволство се изразуваат преку уметност, пешување, музика и други форми на создавање. Исто така, многу чувствителни се и на насилство и неправда. Тешко поднесуваат вести за злоупотреба, војни или било каква форма на бруталност. Доколку сте се идентификувале со голем број особини од списокот што го дадовме, постои можност да сте многу чувствителна личност. Тоа е веќе првиот чекор. Вториот чекор би бил да се консултирате со психолог и да ја прифатите вашата дијагноза. Психолозите тврдат дека е многу важно да бидете свесни дека ја имате оваа особина, за да ја прифатите без да се осудувате или обвинувате себе си и да се концентрирате на стратегии за учење кои ќе ви го олеснат функционирањето. Прифаќањето и трансформирањето на оваа особина е од суштинско значење за надминување на недоразбирањата со околината. Како резултат на незнаењето на општеството и недостаток на емпатија, многу чувствителните луѓе често се предмет на нефер, погрешни и сурови коментари. Според психолозите, тие обично се етикетирани како мрзливи, меки, лелекави и слаби. Страдањето од оваа особина не доаѓа директно од нивото на чувствителност, туку од третманот што го добиваат од нивната околина. Често изолирани, отфрлени, критикувани и тоа им предизвикува анксиозност и депресија. Имајќи предвид дека 1/5 од популацијата може да се класифицира како високо чувствителна, не би било чудно ако вие или некој ваш близок е пречувствителен. За да ги надминете пречките, неопходно е да работите на вашата состојба. Еве како да ја создадете вистинската средина за најхармоничен можен соживот. Обезбедете разбирање и прифаќање, покажете емпатија, не осудувајте или етикетирајте негативно. Почитувајте го нивниот начин на обработка на информациите, зголемете дозата на чувствителност. Многу пати досега зборувавме за тоа дека потребно е да се грижиме за нашето здравје соодветно и преку текот на целата година. Овој пат зборуваме на тема автоимуни заболувања. Што се тие и зошто се појавуваат, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Нобеловата награда за физиологија или медицина за 2025 година е доделена за откритието кое објаснува една од најголемите мистерии на модерната медицина. Како имунолошкиот систем успева да ги уништи опасните напаѓачи како вируси и бактерии, без да ги напаѓа сопствените клетки. Оваа престижна награда годинава ја делат Шимон Сакагучи од Јапонија и американските истражувачи Мери Брунков и Фред Рамсдел. Нивната работа доведе до идентификација на така наречените регулаторни Т-клетки, специализирани чувари на имунолошкиот систем, кои ги деактивираат оние имунолошки клетки кои би можеле да го нападнат нашето ткиво. Откритието отвори сосема ново поглавје во разбирање и изнаоѓање на лекови за автоимуни болести и ги постави темелите на модерните терапии за состојби како што се диабетес тип 1, мултиплекс склероза и ревматоиден артритис. Тоа е исто така важно за развој на нови пристапи во лекување на ракот. Како имунолошкиот систем ја прави разликата помеѓу нас и нив. Нашиот имунолошки систем постојано патролира низ телото, барајќи се што изгледа сомнително. Белите крвни зрнца користат рецептори создадени со случајна комбинација на генетски кодови, што им овозможува да одговорат на огромен број потенцијални закани. Но токму оваа случајно значи и да се создадат клетки кои можат да станат опасни и да нападнат во сопственото тело. Веќе беше познато дека некои од овие неисправни клетки се елиминираат во тимусот, местото каде што потекнуваат и созреваат имуни клетки. Сепак истражувањата кои ја добија Нобеловата награда покажаа дека постои дополнителен контролен систем, регулаторни Т-клетки, кои циркулираат во телото и ги деактивираат сите имунолошки клетки кои почнуваат да го напаѓаат сопственото ткиво. Кога овој систем нема да успе, се јавуваат автоимуни болести. Во третманот на рак, научниците се обидуваат да го блокираат дејството на регулаторните Т-клетки во телото, за телото полесно да го нападне туморот. Во случај на автоимуни болести, целта е спротивна, да се зголеми бројот на овие клетки и со тоа да се запрат нападите на сопствените органи. Слична стратегија може да помогне да се намали ризикот од отфрлање на трансплантирани органи. Шимон Сакагучи беше првиот што го докажа овој феномен со експерименти на глувци без тимус, додека Мери Брунков и Фред Рамсдел идентификуваа клучен ген кој ја регулира функцијата на овие клетки.
Експертите истакнуваат дека ова откритие е пример за тоа како фундаменталните научни истражувања може да имаат огромно влијание врз здравјето на милиони луѓе ширум светот. Автоимуните болести се состојби во кои имунолошкиот систем, наместо да го заштити телото од вируси, бактерии и други надворешни напаѓачи, погрешно ги напаѓа сопствените здрави ткива. Ова се случува кога телото повеќе не препознава одредени клетки како своји, па ги третира како закане и предизвикува воспалителен одговор. Токму овој неисправен имунолошки одговор води до хронично воспаление, оштетување на ткивото и низа симптоми кои варираат од болест до болест. Постојат повеќе од 80 различни автоимуни болести, а меѓу најпознатиот се лупус, ревматоиден артритис, хашимото, мултиплекс склероза, псориаза и целијачна болест. Секоја од овие болести влијае на одредени органи или системи, тироидна жлеза, зглобови, кожа, нерви или дигестивен тракт, така што симптомите се движат од замор, болка и флуктуации на тежината, па се до проблеми со кожата, варењето или подвижноста. Поради многуте видови на варијации на симптоми, автоимуните нарушувања не се едноставни за диагностицирање. Потребни се сеопфатни проценки за да се утврди основната причина за појава на симптоми. Во текот на прегледот, лекарот најпрво ги утврдува и анализира симптомите, личната и семејна медицинска историја, а потоа спроведува физички преглед. За да се потврди или отврди автоимуно нарушување, тимот може да спроведе диагностички испитувања како што се крвна слика и анализа на урина. За да се диагностицира автоимуно заболување, тимот доктори спроведува испитувања за брзината на нервна спроводливост, електромиографија, магнетна резонанца, лумбална пункција и така натаму. Иако точната причина за автоимуните болести се уште не е целосно разбрана, се верува дека генетиката, хормоните, вирусите, стресот и факторите на околината играат важна улога. Овие состојби обично се хронични, но со одветна терапија и со промени во животниот стил, симптомите може значително да се ублажат и да се подобри квалитетот на живот. Затоа новите научни откритија се исклучително важни, затоа што внесуваат нова надеж во разбирање и лекување на овие сложени болести. Црвеното вино е пијалок без кое е невозможно да се замислат прослави, излегувања, па дури и оние зимски вечери кога едноставно сте премногу под стрес за да излезете од дома. Ке ве стопли, ке ве опушти, ке ви ги даде оние прекрасни ноти на цреша, дапил и цимет. Но дали црвеното вино навистина има здравствени придобивки? Иако црвеното вино, како и другите алкохолни пијалоци, може да направи да се чувствувате добро, сепак е исто толку лошо за вас како и другите видови алкохол, вели еден доктор на науки. Навистина, црвеното вино содржи антиоксиданси кои се таму за да го заштитат нашето тело и клетки од се она што е штетно. Но, иако црвеното вино содржи антиоксидантни соединенија, тие не ги намалуваат и надминуваат здравствените ризици од алкохолот. Но како дојдовме до точка да веруваме дека виното е здраво? Како се развил митот за здравствените придобивки од црвеното вино? Историјата на репутацијата на црвеното вино започна на крајот на 20 век. Некаде во средината на 1980-тите, истражувачите забележале дека французите имаат помала стапка на срцеви заболувања од другите нации, иако нивната исхрана била полна со масноти. Тогаш истражувачите мислеле дека одговорот може би лежи во виното. Почнаа да истражуваат ресвератрол, навистина корисна супстанција од црвеното вино. Докажано е дека оваа супстанција има одредени здравствени придобивки, но заклучоците се прикажани многу поедноставно и чекор по чекор. Дојдовме до верување дека црвеното вино е здраво. Речиси сите сме слушнале во одреден момент од животот дека една чаша црвено вино дневно е многу здрава. Неодамнешните истражувања покажуваат дека не постои безбедно количество алкохол за пиење. Дури и малите количини го зголемуваат ризикот од рак и предизвикуваат оштетување на ДНК. Тоа е затоа што етанолот, бистрата, безбојна течност што се наоѓа во алкохолот, носи повеќекратни здравствени ризици кога ќе влезе во телото. Кога етанолот влегува во крвотокот, се претвара во ацеталдехид, познат канцероген. Дури и кога се конзумира краткорочно, алкохолот има големо влијание врз нашите невротрансмитери, кои помагаат да се одреди нашето расположение.
До сега веројатно сте слушнале како алкохолот може да го влоши воспалението, односно кога се консумира во големи количини. Консумацијата на алкохол може да предизвика воспаление на цревата и во ткивото на кожата. Црвеното вино може да предизвика и црвенило на вашата кожа. Иако неколку чаши црвено вино може да ви помогне да заспиете на почетокот, тие на крајот ќе го нарушат квалитетот на вашиот сон. Премногу алкохол пред спиење може да го намали рем спиењето и да ги влоши проблемите со спиење. Дали треба да се спомене и дисфункцијата на црниот дроб, затоа што тоа е последица на секое консумирање алкохол. Нашето денешно 30-минутно дружење завршува овде, а сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.